Зимата е зад нас, но следуваат топлите летни денови кога треба да се заштитиме себе си и нашите домови. Во последните години се повеќе станува актуелна заштитата на стамбените објекти со термоизолациона фасада. За се она што е поврзано со оваа тема, која верувам дека е корисна и интересна за сите, ќе поразговараме со господинот Дејан Костов, представник од фирмата ЈУП, која што се занимава со производство на материјали за термофасада. Господине Костов, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и ви благодарам на поканата. Така. Споменав дека употребата на термоизолациона фасада и заштита на стамбените објекти на овој начин е застапена во последните години. На што се должи тоа? Дали се наметнува со модерниот начин на живот или пак сега стануваме свесни за таа потреба? Пред се кај нас како тренд почна наметнување на трендов на вградување на термоизолациона фасада, но највеќе придонесува за тоа се поголемото поскапување на енергенсите, значи грејењето и климатизацијата, ладењето. Така. Секој поединец кога размислува да инвестира во нешто, веројатно се прашува што ќе добием од сето тоа. Кои се придобивките или предностите на системот за термоизолација? Придобивките на системот за термоизолација се пред се заштита на самиот објект на подолги релации. Заштеда во исто така во грејење во енергенсите, каде што трошоците се намалуваат. Ето, можеме тоа да го видиме сега и на екраните, така? Пред се термоизолацијата е на овој графикон може да се види каде највеќе се губи топлината од самиот дом. Значи надворешните зидови до 30%, прозорците, вентилацијата 13% и кровот 22%. Затоа ние велиме 70% од самите станбени објекти топлината ја заштитуваме со објектот го заштитуваме со термоизолација. Така. Кои предуслови треба да бидат исполнети за правилно да се вгради системот? Предуслови за правилно вградување на термоизолационен систем, значи пред се треба да бидат завршени сите кровно покривачки, значи кров, завршени инсталации до грамата што велиме ние, значи прозорци, врати наместено, сите електрични инсталации, онда се пристапува на вградување на термоизолација. Ги споменавме придобивките, од што станува очигледно кои се недостатоците, но ајде да потенцираме што може да се загуби на долг рок доколку не се постави систем за термоизолација. Пред се на долг рок може да се загуби, значи ја што кажувам, на долг рок се губи, се заштедува. Не можеме така да разгледуваме, него заштедуваме, кажав, основна дејност на термоизолацијата е заштеда на парични средства. На долги рокови добиваме, значи, пријатно вдомување, топлина која што ја бараме од 19 до 22 степени во домот. Така. Секој инвеститор си вели треба да поставам термоизолациона фасада на мојот дом или на деловен објект без разлика, но што е она што треба да знае инвеститорот? Дали постојат, например, различни видови на термоизолациона фасада? Постојат различни видови, значи како термоизолација пред се кај нас се вградува ЕПС или стиропор, попознат кај народот, и камена волна. Предностите од стиропорот е значи добија топлинска звучна изолација, со самото тоа грејењето што се намалуваат штетните влијанија, значи CO2, издувните гасови се намалуваат и придонесуваме за заштита на еколошката средина. Така, што друго треба да знае инвеститорот? Инвеститорот треба друго да знае, пред се треба да знае фасадата да се поентата на фасадата вградување заштита на објектот, значи термоизолација. Кај нас има, ние така велиме, од гаражно производство до фирми реномирани за производство на термоизолација. Со самата законска регулатива во Македонија, кај нас се почесто се вградуваат системи кои што, нели, законскиот рок е до 2 години, се вградува фасада каде што се гледа не отпадне за 2 години. Фасадата е долготрајна инвестиција и се бара барем да биде најмалку 20, 30 па и повеќе години. Така. Дали е потребна претходна подготовка или некоја претходна обука за сите оние кои што ги изведуваат градежните работи? Па да, претходно, значи постојат фасадери и оно може секој полесно да научи секој градежен работник што се бавел со градежништво да научи да изработува термоизолациона фасада, но треба обука, треба претходна обука. Има фирми кои тоа денеска го нудат бесплатно и сепак се фази каде што треба да се запазат. Не е толку едноставна работа. Така.
Споминавте фази од процесот, ќе може ли да го објасниме процесот на поставување на термоизолациона фасада од набавката на материјали па се до крајниот производ? Па набавката на материјали да може да, значи у принцип оди, ако земеме за изолација стиропорот, оди со лепење на стиропорот каде што се поставува на објектот. Втора фаза е рабицирање или армирање на самиот објект, па потоа грундирање или ставање на подлога и завршниот малтер или попознат кај инвеститорите абри, и тоа е завршената фасада, значи. Так. Колку квалитетот на материјалите придонесува за успешно да се постави термоизолационата Квалитетот на материјалите многу придонесува за се постават успешно, да се постави успешно термоизолационата фасада. Пред се најбитно е да бидат систем, значи секој од производителите на термоизолациони дава гаранција на систем на вградување. Доколку се тоа различни компоненти, не може да се даде гаранција. Тоа е едно исто од придобивките, од условите да самиот инвеститор да знае да вградува на систем. Так. Како и во секоја работа, така и во оваа може да се јави на задоволство од страна на инвеститорите. На што најчесто се жалат ти? Најчесто инвеститорите кај нас се жалат пред се на естетскиот изглед на фасадата. Сепак е тоа вкус, нели, на изгледот на фасадата. Се појавуваат одредени недостатоци, каде што во голем дел е овој начин на брзање на самите мајстори. Сега да не ги напаѓаме, значи некои фази одредени од тоа, мислејќи дека ќе заштедиме на време, ги прескокнуваме, после се појавуваат тие проблеми. Но пред се инвеститорот како инвеститор се жали на естетскиот изглед на фасадата. Во кој случај може да дојде до неуспех на поставување на системот? Какви грешки може да се? Грешки може да се појават, значи до неправилно лепење на стиропорот, неправилно армирање на самата фасада или рабицирање попознато кај инвеститорите. Тоа се пред се најосновни грешки и најголеми грешки кај што се појавуваат. Битно е се појавуваат и ладни мостови на самата фасада, каде што после тоа се тие појавување внатре во самиот дом, појава на мувла, влага, сето тоа е до неправилно вградување на термоизолационата фасада. Така, покрај грешките кои што може да ги направат ете работниците, градежните работници, може ли да има некои несакани последици од, не знам, од квалитетот на материјалите или некоја друга причина? Па да, кажавме, значи пред се тоа од тие гаражни производители, ја што ги велам, каде што законски, напомена во претходното прашање, законскиот рок самата држава кај нас е 2 години и се гледа на тоа да самата фасада стои 2 години, после тоа се појавува случаеви да отпаднат цели фасади, пукање, тие се тие некои основни грешки што се појавуваат. Со оглед на температурите и временските услови кои што ги имаме во нашата земја, колку реално има потреба од поставување на систем за термоизолација? Со оглед на тоа што имаме, имаме ни ладни и топли лета, значи не е само битно да заштедиме енергија во зимно време, него и летно со само Затоа напоменав на самиот почеток дека... На самиот почеток, да. Не постои секдека, значи е потребно, ако се држави или земји каде што е многу поладно, самата инвестиција ќе им се врати до 5 години, ние велиме. Кај на себе да речеме да се врати до 8 години со самата заштедена енергија, каде што термоизолацијата заштедува до 40% на енергија. Тоа е тоа. Реално потребно и на секој би му препорачал да се вгради систем за термоизолација доколку има можности. Кои фактори влијаат врз одлучувањето за дебелината на изолацијата? За дебелината на изолацијата одлучува самиот инвеститор како инвеститор. Тука имаат некои сугерирање. Еве повторно можеме да погледнеме фотографија. Значи еве тука има еден графикон без изолација колку се трошоците за грејење. Пресметани некои во евра годишно. Значи може да видиме каде што е без изолација се големи трошоците. 5 може да видите со вградена 5 дебелина од 5 см на стиропор кои се придобивките, 8 и 10. Ќе видиме, значи, од 10 до 20 см, нели, се помалку е заштедата, затоа е препорачливо од 5 см нагоре. Кај нас се веќе трендовски. Се наметнува 8 до 10 см стиропор. Самите инвеститори веќе го бараат во консултација со самите производители на термоизолационни фасади, со консултација и со тие технички инженери. Така. Дали инвеститорот го одредува тоа или пак фирмата треба да сугерира која... Инвеститорот се води од тоа да вгради да се помине што поевтино, затоа се вградува стиропор со помала дебелина, добива
првично добива заштеда на трошоците, но со самото сугерирање, со самото информирање од производителите, од техничкото лице што го посетува објектот, вградуваат 8 и 10 сантима. Ги гледа придобивките од дебелината на термоизолацијата. Така. Знаеме дека има голема понуда на бои во кој може да биде фасадата. Дали изборот на боја влие врз крајниот резултат во поглед на квалитет? Изборот на бојата и те влие. Влие кај нас пред се сите сакаме трендовски бои, значи што потемно, поубаво нели се разбира. Бојата и те како влие на квалитетот, на долготрајноста на термоизолационата фасада. Со оглед на тоа, мислам, не знам дали имавме една слика, дали ќе пуштате од режија, земена некоја мерка, правена некоја мерење доколку е надворешната температура 26 степени, доколку е бела фасадата, самата се загрева до 33 степени. Што е потемна, значи имавме таму црвена, зелена, жолта, црната доаѓа до 64, самата температура на фасадата 64 степени. Тоа доведува до голема дилатација, ширење, загревање на објектот и сето тоа на долги рокови има и како влие на фасадата. Господин Костов, еве од режија ни јавуваат дека имаме гледач на линија, ќе може да го вклучиме да го постави своето прашање. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете. Поздрав до вас нормално и до гостинот. Благодариме. Благодарам. И сакам да му поставам на прашање. Повелете. Овака, во завршна фаза сум на изградба на семена куќа. Да. И некако мислењата на мајсторите се поделени. Да. Поточно станува збор дали да ја молтариме фасадата пред да ставиме термофасада или да остане само на цигла. Претекло стручник на областа, гледајте емисијава. Да. Дали може да ми одговорите? Па да, ќе ви одговорам. Значи, молтарењето, доколку е нов објектот, доколку не е стар, во принцип, ако не е добро изградена со цигла, што велиме, ако има отстапки, тоа се поставува со метро или, како викаат они, со некоја должина на такво. Доколку има отстапување од 15 сантима, само на тоа место се малтари. Доколку инвеститорот има средства, не е надмети да може да измалтари фасадата. Не знам дали го имаме нашиот гледач се уште на линија, предпоставувам дека е задоволен од одговорот. Въпросът колкав век на трајање има системот за термоизолација? Системот за термоизолација има век на трајање, пропишано е, траат најмалку 30 години. Ја од фирмата каде што дојам, каде што работам, значи нашата законска рамка на гаранција е 10 години, каде што нели после 10 години нема да отпадне таа фасада, но со самото пребојување понатаму се следи дали треба да се пребои, да се заштити. Термоизолацијата е инвестиција на долги години, значи испод 30 години не треба да размислуваме дека нешто ќе се случи. Али тоа кажав сепак се тие фирми каде што се реномирани, не е гаражно производство. Тоа е тоа. Предпоставувам дека зависи од квадратурата и од повеќе фактори, меѓутоа въпросот колку време е потребно за да се инсталира системот? Во просек да се инсталира, да, зависно сето е тоа зависно од квадратурата, од желбите на инвеститорот, додека се фазите, има некои барања од после, али ние велиме секоја наредна фаза да биде на суво, значи доколку се залепело, се чека да се исуши лепакот на стиропорот, се армира стиропорот, се чека, значи секоја наредна фаза на суво. Така да во принцип 24 часа е доволно во овие услови да се исуши фазата, па од 7 до 10 дена, зависно од квадратурата. Нели има историите сепак од нивната спретност. Така. Откако ги кажавме сите придобивки на поставување систем за термоизолација, според досегашните статистики, дали е задоволителен бројот на граѓани кои што поставиле ваков систем на своите домови или пак на деловните објекти без разлика? До сега во поглед на тоа немаме поплаки за придобивките. Си имаме случајно, еве ќе кажам пример од секој навието, си имаме сретнато на терен со комерцијалист кој нуди нафта по овие деловни објекти, каде што наш деловен објект е изграден со термоизолацијна фасада, голем 6000 квадрати објект, му понудил енергенс или нафта за грење, каде што му објаснил дека има енергетски ефикасен објект и дека му е доволно 500 литри за да се загрее објектот. Каде што тоа е придобивката што велам, значи
до сега немаме поплаки на тоа. Прашањето ми беше дали има статистика колку, на пример, домови имаат, колку луѓе имаат поставено систем за термоизолација кај нас? Може да се Дали се зголемува и се зголемува тенденцијата се зголемува со самото тоа, значи самата едукација еве и од страна на самата држава повлекува некои повлекува на тоа вградување на термоизолација. Па некоја статистика да кажам немаме водено, али мислам дека од 60% нагоре на населението веќе има вградено и сака да вградува термоизолациони фасади. А дали имате можеби информација каква е состојбата во соседните држави, еве да не зборуваме за подалек? Во соседните држави состојбата, па да, сега ако кажеме овие бивши простори, исто тенденцијата исто како во Македонија, со тоа што да, понапред се да кажам во поглед на тоа на термоизолација, поедуцирани и поинформирани се, но во очекор сме со соседните земји. Ја ќе напоменам еден пример, исто им го објаснуваме на самите инвеститори нагоре, Европска унија да кажеме, каде што не е битно која фирма, дали е, нели, од сите овие што се производителите, самата куќа мора да има, го велат они, пасош за енергетска ефикасност. Самиот инвеститор како инвеститор, значи што значи тој пасош? Има европски регулативи каде што со законодавство е регулирано да се вгради стиропор, значи термоизолација од 20 сантима. Самиот инвеститор може да вгради помал термоизолационен, ради финансии, ради сите тие работи, но со сето тоа он го нема тој пасош и утре доколку сака да го продаде тој објект, му нема вредност. Тоа што се пробуваме ние да им го објасниме на нашите инвеститори. Споменавте пред малку дека се врши едукација за потребата од поставување на систем за термоизолациона фасада и вие како представник од фирма која што се занимава со производство на материјали, кажете ни дали вршите некои обуки или не знам презентации, на кој начин се информираат граѓаните за сето тоа? Пред се презентациите имаме стручни намени на презентација, значи за мајстори, каде што во текот на годината добиваат и самите тие мајстори сертификат за вградување конкретно, нели, на одредна било која презентација, конкретно за нашата фирма кај што потекнала од ЈУП. Самите инвеститори да се добива, сега сме модерно време, кажам, интернетот се е достапно, така да претежно се едуцирани преку електронски медиуми, преку интернет, али се одржуваат презентации, пред се кажа стручни, каде што е битно да се има квалитет во изработка на фасадите. Така. И на самиот крај веќе знаеме дека за поставување на сончеви колектори постои одредена финансиска помош од државата, дали е тоа случај и со поставување на систем за термоизолациона фасада? Се оди кон тоа со енергетска ефикасност, некои закони веќе се предложуваат. За сега мислам дека банките даваат некои поволности за вградување енергетска ефикасност, за што кажавте вие конкретно за колекторите, мислам дека имаат и повраток на некои средства, значи државата одреден дел 20-30% рефинансира. Нема за термоизолација се уште таква програма, но банките даваат некои поволности, значи постепено за енергетска ефикасност објектот поволности за самиот инвеститор. И да се стимулира потребата, односно поставувањето. За поставувањето точно, значи. Господине Костов, јас ви благодарам многу на гостувањето. Верувам дека сето оно што го кажавте ќе им биде корисно на нашите гледачи, особено оние кои што размислуваат за поставување на систем. Ви благодарам вас на поканата. Почитувани гледачи, во продолжение следуваат рекламите.